Sot di jap të gjitha informacionet për rastin e të qytetovës ku ndodhet vjeri i dhunuar dhe çfarë po ndodh me nusen e cila ishte viktime e dhunës nga vjeri i saj në mënyrë permanente për 7 vite. Deklaratën do të jap drejtoresha e Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale, e cila vlen të theksohet se ka bërë një punë të mrekullueshme dhe ka marrë masa të menjëhershme sapo ne kemi denoncuar rastin. Detaji që duhet me patjetër të vëhet në qendër të këtij materiali është se e dhunuara ka pasur një udhëzim për t'u lajmëruar tek psikiatri përpara shumë viteve. Por familja, jo që nuk e ka ndërguar tek psikiatri, sepse ajo ka pasur probleme të shëndetit mental, por e ka dhunuar për 7 vite, duke ja rënduar edhe më shumë gjendjen psiqike të saj dhe duke i shkaktuar trauma. Ndiqni intervistën e drejtoreshës për Punë dhe Politikë Sociale për të treguar gjendjen e gruas tani në qendër klaster të cilat i ka Qendra për Punë dhe Politikë Sociale, si dhe për fatin e vjehrit. Ajo që duhet të theksoj është se ende vjehri nuk ka dalë përpara gjykatës, sepse presim që të caktohet data kur ai do të përgjigjet për të gjithë dhunën që i ka shkaktuar nuses për 7 vite. По вашата пријава, значи ние како институција во соработка со сите други надлежни институции постапивме и жртвата на семејното насилство е сместена во шелтер центар. Значи она е моментално во добра состојба, нормално после претрпените стреси, трауми, тоа си остава последици врз нејзиното здравје, има одредени проблеми со психичкото здравје, меѓутоа е покриена со терапија и со редовна работа, она е стабилна, контактабилна и способна за самостоен живот. Зема терапија за психичко? Покриена е со терапија, која што е препишана од клиничка болница Тетово, каде што сместена непосредно после настанот. Меѓутоа, потребна е и поддршка и работа и со семејството, со нејзиниот сопруг и малолетните деца. Значи, од наша страна интензивно се работи со сопругот, за да може да се зајакне семејството, да се створи здрава семејна средина за нормален раст и развој првенствено на децата, меѓутоа и за нормален семеен живот и на сопругот и сопругата. Од него се бара, значи, да се најде сигурно место каде што би можеле да живеат подалеку од сторителот на семејното насилство. Значи, да се оттргнат од домот или куќата каде што до сега живееле, за да можат самостојно да живеат во една здрава средина. Насилникот има изречени мерки, значи он е пуштен од притвор, вратен е во својот дом. Мерките кои што ги побара центарот се прифатени од страна на судот. Тие се со важност од 1 година, значи тоа се да не смее да се приближи на жртвата на семејното насилство, да не го повторува насилството како на жртвата, така и на 4 малолетни деца, да не смее да се саканува, да не смее да повишува тон. Тоа се мерки кои што ги бараше центарот и се прифатени од страна. Сега со жената се работи? Со жената работи стручниот тим од шелтер центарот. Меѓутоа и ние како центар сме во постојана комуникација со шелтер центарот. И една жена не треба да го трпи семејното насилство од било кого. Ги повикувам сите жени да се охрабрат било каков облик, дали е тоа вербално, психичко, физичко насилство. Значи, секој облик на насилство, секоја жена може да го пријави, дали во нашиот центар, дали на телефонска линија. Значи, она секогаш ќе најде на стручна поддршка, стручна помош и никоја жена, значи, не смее тоа да си го дозволи, да биде жртва на едно семејно насилство, кое што со тек на време ќе ескалира. Верувам дека голем број од жените ќе најдат поддршка и во своите семејства. Само треба да бидат гласни, за да може тоа да го спречиме. Сите жени треба да бидеме гласни, за да може да се намали семејното насилство. Фала многу. Фала многу за соработката. Нема проблем.